Европа може да живее со COVID-19 и без вакцина, доколку успешно ги контролира жариштата со локализирани вонредни мерки, изјави регионалниот директор на Светската здравствена организација за Европа Ханс Глуке. На денот кога ќе прославиме победата над пандемијата, тоа нема да биде само затоа што сме добиле вакцина. Тоа ќе се случи кога ќе научиме да живееме со пандемијата, а тоа може да биде уште утре, рече Клуге во интервју за Sky News. На прашањето дали повторно се очекува воведување на најстроги вонредни мерки поради втор бран на пандемијата, Клуге одговори негативно. Не, јас сум оптимист. Сепак не исклучувам воведување на локални вонредни мерки на подрачја со жаришта, истакна тој. За учениците од основните и средните училишта во Словенија денеска започна новата учебна година со одредени прилагодувања препорачани од здравствените власти поради епидемијата на коронавирус. Часовите во основните училишта се организираат според моделот Б, еден од 4 различни модели на адаптација во зависност од епидемиолошката состојба во земјата. Според овој модел, училиштата мора да обезбедат соодветно физичко растојание помеѓу различните одделенија, редовно миење на рацете и проветрување на просторот, а учениците го консумираат оброкот во училница во групи. Националниот институт за јавно здравје издаде препорака дека сите ученици во заедничките простории треба да носат маска, кој родителите треба да им ги обезбедат, а за оние што доаѓаат без нив, училиштата треба да ги обезбеди маските. Без ограничувања во однос на капацитетите, регуларно за сите деца, но со строго почитување на мерките, денеска во Грција се отворија детските градинки. Маската е задолжителна само за вработените, додека пак за децата е доброволна. За разлика од градинките, маската ќе биде задолжителна во забавиштата за деца од 4 до 6 години, како и за сите ученици во основните и средните училишта, кои што веројатно ќе се отворат на 14 септември. Иако почетокот на учебната година беше најавен за следниот понеделник, не е исклучена можноста учениците во училишните клупи да се вратат една седмица потоцна. Министерката за образование на Грција попладнево ќе одржи пресконференција, на која што и официјално ќе соопшти кога ќе започне учебната година.